Понадпреварите во Скопје и во Штип, Вардар јуниор лигата пристигна и во Охрид. Денеска на фудбалските терени од спортско-рекреативниот центар Билјанини извори се одигра третото пролетно коло, на кое домаќин беше тимот на Еврофудбал 2 Вардар. Покрај дечињата од овој клуб, во ова трето коло настапуваа и тимовите од ФК Вардар, ФК Ново Лисиче, ФК Спорт Ф од Скопје, како и ФК Прилеп од истоимениот град. Па вака денеска се одигрува третото коло од Вардар, од вториот дел на Вардар јуниор лигата. Падна да се игра во Охрид, овие прекрасни терени во Охрид, каде што децата имаат одлични услови за да го прикажат најдоброто што го знаат од фудбалот. На денешниот настан се присутни екипите на Еврофудбал, односно домаќинот Еврофудбал од Охрид, потоа фудбалскиот клуб Вардар од Скопје, тука е фудбалскиот клуб Прилеп од Прилеп, Спорт Ф исто така од Скопје и екипата на Ново Лисиче од Скопје. Денеска се во план да се одиграат околу 12 надпревари. Се надеваме ќе има голем број на голови, многу победи, многу голови кои ќе постигнат дечињата. Всушност за тоа сме дојдени овдека. Кои све генерации ќе настапат денес на овој терен? Така, денеска имаме генерации, значи деца родени 2003, 2004, 2005 и најмалите 2006 година. Па вака, значи ова Вардар јуниор лига е поделена на два дела, значи на источен и на западен дел. Секоја недела се одигрува, значи или во источниот или во западниот дел. Така да на крај е планиран камп на Вардар јуниор лигата. Сите дечиња каде што секоја генерација ќе се заземе посебен дел, значи секој ќе има, значи на неколку дела ќе биде поделен тој камп и таму ќе се одиграат и овие завршни надпревари и на крај ќе се добие така наречен победник. Домаќин на овој настан во Охрид беше екипата на Еврофудбал 2 Вардар, предводена од тренерот Александар Толески, кој ни објасна како ќе се одвиваат денешните надпревари. Јас сум Толески Александар, тренер, еден од тренерите во Еврофудбал 2 Вардар. Значи ние сме како филијала на Скопски Вардар. Како влезени сме во проектот од прошлата година, од почетокот на овој проект. Значи ние Скопски Вардар и уште 10 градови од ширум цела Македонија, ние сме од Охрид единствениот клуб што сме во овој проект. Минатата година се одигра исто вака, се одигра надпреварите од Вардар лигата, тоа беше како еден вид на проба. Па оваа година се пристапи малце посериозно, па сега имаме оваа година започна лигата Вардар лигата од сите градови од Македонија, секоја недела во секој град, по секој град кој што се членови на Вардар лигава се домакини. Оваа недела, овој викенд ни падна ред од нас, ние како клуб Еврофудбал Вардар да го организираме, да бидеме организатори на турнирот, каде што учествува екипите од западниот дел на Македонија, значи тука сме ние Еврофудбал Вардар, Скопски Вардар, Спорт Ф исто од Скопје и Лисици исто така од Скопје и исто така подрачната екипа на Вардар која што е од Прилеп. Екипа се не ми текнува името како е на таа екипа, да. Така да како домакини можам да кажам дека надпревариве поминуваат во најдобар ред, се играат надпревари во 4 категории, 2003, 2004, 2005 и родени 2006 година. Секој во систем, во секоја генерација да изигра секој со секого. Така да, еве, како што гледате, уште течат и надпреварите, до крајот на денов треба да се заврши све. Приклучувањето на сите овие екипи кон Вардар јуниор лигата е од преголемо значење за дечињата, од аспект што преку дружбата и надпреварите стекнуваат уште едно големо искуство, надградувајќи го надпреварвачкиот дух кој ќе им биде од исклучителна важност во иднина. Прво ви благодарам што не повикавте на ваков турнир овде во Охрид. Јас сум Саша Соколовски, тренер на одредени генерации во фудбалскиот клуб Ново Лисиче, станува збор за генерација 2003 и 2004, каде што уште во клубот дојдени сме денеска овде со генерација 2005 и 2006. Другите тренери кои што ги водат нашите помали генерации се Златко Божинов и легендата на фудбалскиот клуб Вардар Кочо Димитровски, кој што се надевам дека
поопширно и повеќе може да ви кажа за ова Вардар Јуниор лига, бидејќи самиот е име и поим за македонскиот фудбал. Па вака, клубот Ново Лисиче од Скопје постои веќе 4 години. Се надпреваруваме во скопските региони. Имаме генерации од најмали дечиња од 5 годишна возраст, па се до 18 годишна возраст младинци. Поделени се значи во секоја генерација во своја категорија и надпреварите си се како што иде распоредот еднаш неделно. Приклучувањето на сите овие млади дечиња во Вардар Јуниор лигава е, мислам дека од преголемо значење, првенствено за нас како тренери, второ за самите деца. Зашто? Затоа што добивате едно поголемо искуство, да бидеш под капата на еден фудбалски гигант како што е Вардар е нешто феноменално и условите кои што ги нуди за тренинг и за надпревари се прекрасни. И мислам дека сите клубови кои што се во можност би требало да се приклучат на оваа Вардар Јуниор лига, бидејќи се патува, наместо да се играат надпреварите, да речеме кај нас само во Скопје, се патува во Охрид, се патува во Прилеп, Веле, Штип, сите градови, така да мислам дека е преголемо едно значење за дечиња. Како дечињата тоа го примаат? Дали уште едно искуство за нив? Па ова е, можам да ти кажам најискрено, поготоа за помалите генерации, прво искуство надвор од Скопје. И мислам дека возбудата беше преголема. Еве, недела дена се подготвуваме да дојдеме во Охрид, децата мислам дека недела дена живеат за овој ден. Така да и самите они гледајќи ги во лицата колку се возбудени, мислам дека ова е нешто најинтересно што им се случило можеби во задните 2-3 години. Откако еве и 4 откако функционираме како клуб. Ова ни е втор надпревар, односно на првиот надпревар учествуваме во Скопје, сега во Охрид. За овие деца представува големо задоволство, играме еве на квалитетни терени со квалитетни екипи и секако за нашиот клуб и за овие деца е еден голем предизвик. Дружењето исто така со другите деца, запознавање на тие деца и најважно од се што имаме можност да одиграме по секоја генерација по 2 надпревари. Мислам дека е доволно за овие деца и се надевам дека и понатаму и во другите градови каде што ќе бидиме, дека овие деца во наредниот период некои од овие деца се надаваме да заиграат и за првите екипи на Настапувавме денеска со 2003 и 2005. Значи на секој турнир менуваме. Се надевам дека од август месец таму кога ќе се формира таа лига на Вардар, дека ќе учествуваме со сите генерации од 2003 до 2009. На терените лесно забележливи беа срекните и возбудени лица на младите фудбалери, кои својото задоволство го искажа и пред камерата на О2. Здраво, јас сум Андреј Стојчевски, тренирам во екипата на ФК Вардар, генерација 2003. Моментално настапуваме на Вардар лигата, која се одржува во Охрид. Игравме со Ново Лисиче и победивме 7-0. Дали имаш некој омилен фудбалер? Имам од ФК Вардар Хуан Филип. Некој друг од светот? Грнчаров. И од Реал Мадрид Кристијано Роналдо. Здраво на сите, јас сум Филип Ѓорговски, јас сум од Охрид, тренирав 6 години. Последната година ме зедоа за фудбалскиот клуб Вардар, таму настапувам веќе ево скоро 1 година. Денеска настапивме и за Вардар Јуниор лигата, победивме со Нови Лисици 7-0. Имам омилен фудбалер од ФК Вардар, тоа ми е Грнчаров. Најмам за фудбалскиот клуб и Барселона, тој ми омилен играч тука ми е Меси. Дали ти е подобро од кога тренираш во Вардар? Па ми е подобро, имам подобри успеси, напредувам таму. Така. Како е со дечињата, дали се дружи? Па добро се совпаднав, ме вклопија во екипата. Учествувавме на еден турнир во Бугарија, таму многу се запознавме и така се. Здраво, јас сум Филип Ѓорѓевски, капитан на екипата. Кажи ми колку години тренираш? Тренирам 5-6 години, тренирав и у Металург, но сега сум у Вардар и имам подобри успеси и све е подобро, има подобри услови за тренинзи. Како што кажа твоите другарчија, победите со Нови Да. се играт уште една надпревар? Да, играме против Прилеп. Се надеваш дека ќе победите и со Ке победиме. На крајот од оваа лига, односно во јуни, ќе биде организиран и летен камп во рамките на кој ќе се одржи и завршниот турнир. На крајот од сезоната ќе бидат прогласени најдобрите екипи во секоја од возрастните конкуренци и ќе бидат доделени индивидуални награди за најдобрите стрелци,
играчи, признанија за ферплеј и слично.